Ако некој праша која беше најдинамичната, храбра културна сцена за изминатата 2025 година, одговорот е веројатно јасен. Културно-информативниот центар Скопје. Неколку години наназад прво ненаметливо и тивко, а потоа гласно, јасно и директно, КИЦ Скопје ја диригира културата во градот. Имавме доста богата програма од сите сектори, што програмски, што вонпрограмски настани. Го реализиравме фестивалот Звукот на Скопје, европскиот проект Креарт, културниот амалгам кој што беше соработка со сродни културни установи од внатрешноста на Македонија. Доста настани кои што беа надворешни, така што прилично интензивно, скоро секој ден имавме по неколку настани, понекогаш и по 2 отварања на изложби, паралелно и концерт, или некоја промоција на книги, или по некој дневен настан, така што прилично интензивно на задоволство на културната публика во Скопје. Инаку програмата беше интензивна и изминатите 3 години. Меѓутоа некако сега дојде до израз кога согледа уметниците дека сме отворени, дека сме функционални и просторот е сериозен, достоинствен. Ова се можеби најдобрите галерии за изложби, имаме сериозен концертен простор, камерен, во кој што го имаме еден од најдобрите клавери во Македонија. Кога ги согледаа капацитетите, имаме 3 галерии, патем, графичко студио во кое што исто може да се функционира, продажен салон. Кога ги согледаа потенцијалите, се зголеми интересот. И кога видеа дека сме отворени за соработка. КИЦ веќе ги објави конкурсите за сите уметници кои сакаат својот перформанс во 2026 година да го направат токму таму, во Центарот на културата во градот. Конкурсите се наши интерни. Значи може да аплицираат за простор, институционална поддршка и финансиска поддршка во рамките на Културно-информативниот центар Скопје, без да аплицираат на друго место. Друга опција е да се аплицира и во Министерството за култура, а да се реализираат проектите кај нас. Ги објавивме конкурсите за од ликовниот сектор, од литературниот сектор и од драмскиот сектор. Наскоро треба да се објави и од музичкиот сектор, а и за проектот Креарт. Уметниците веројатно веќе творат, не мора да чекаат сите до последен момент, бидејќи најголемиот интерес е за ноември-декември, кога мораат да ги завршат своите проекти. Па сите сакаат во декември да прават изложба, а не може сите да реализираат во декември. Само поради тоа да ги завршат проектите, некој треба да прави изложба и во март, и во мај, и во септември. Така што, доколку творат, веќе може да аплицираат. Скопје во 2028 година ќе биде Европска престолнина на културата. Дали сме подготвени за тој подвиг? Ситуацијата е прилично критична што се однесува до културата, не само во Скопје, туку генерално. Скопје е некаков културен центар, нели, нормално, како и секаков. Недостасува кадар, недостасува публика, недостасуваат буџети, недостасуваат медиуми. И треба сериозно да се поработи. Не збориме тука само за некои површни кампањски работи, туку за некаква сериозна културна политика на едно генерално државно ниво. Сепак Скопје за 2 години од сега е културна престолнина, европска културна престолнина, и тоа е сериозен момент, каде што Скопје треба да се покаже како еден сериозен културен чинител, не само на локално ниво, туку и во Европа, и да парира на градови како Нова Горица, Грац, Нови Сад, кои не се со таа кандидатура, или кои не помина таа кандидатура, и покрај буџетот, нели, треба институциите да се кренат, покрај програмата треба првин
се фокусираме на инфраструктурата, на културните центри, на вработувањата, некои капитални инвестиции, кои што ние веќе ги имаме како капацитет, меѓутоа кои што треба да се поработи малку за да може таа програма да се реализира и да биде се тоа на едно достоинствено ниво. Што се однесува до КИЦ, според директорот Димитров, веројатно си го добива местото кое го заслужува години наназад. Тоа ми беше и замислата, нели, да го вратиме на културната мапа. Во Скопје, бидејќи се работи за еден сериозен центар кој што е правен по стандарди и ги имаме апсолутно сите аспекти, како што кажав, од едни сериозни галерии, продажен салон, графичко студио, камерен концертен простор, има потенцијал и за дополнителен развој, дека КИЦ ќе го врати оно кој што го имаше во минатото како потенцијал, бидејќи се работи за културен центар каде што поминале сите сериозни уметници кои што отвореле денес на сцената, без разлика од кој домен на културата, сите уметници од Васко Ташковски преку Стефан Миленковиќ поминале тука до Ѓорѓи Колозов кој што има реализирано представи. Пред 3 години направивме јубилеј 55 години од основањето на културно-информативниот центар Скопје и една од изложбите покрај нашата ликовна колекција беше и колекција од плакати за настани изминати кои што биле реализирани тука. Тука пак ќе потенцирам, поминале сите чинители на сцената кои што значат нешто денеска, од филозофи, уметници, музичари до глумци, така што се надам дека тој момент и значење ќе го вратиме повторно. Културно-информативниот центар Скопје повеќе од половина век секојдневно и континуирано создава и промовира културни вредности.